Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат, почитувани, посветена на 2016, односно на најважните настани во Македонија што одбележаа годината. Без сомнение, во Македонија се беше поврзано со тоа кога и како да се организираат фер предвремени избори. Тие, според проценките, требаше да доведат, во зависност од политичката страна, до крај на кризата или до крај на режимската власт. Изборите дојдоа како решение што го постигнаа партиите во долготрајните протести на така наречената шарена револуција. 2016, како што почна, така и завршува, неизвестно. Изборите, иако требаше да создадат појасна слика за ситуацијата, барем на политички план, сепак токму тие во наредната 2017 носат уште поголема неизвестност. Прелиминарните резултати на гласањето, иако донесоа победник, владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ тесно ја оствари победата со само 2 пратеника плюс од нејзиниот најголем опонент, опозицијската ССМ. Поддржувачите на шарената револуција уште во мај побараа слободен и достоинствен изборен процес. Но шарената револуција започна поради друга причина – аболицијата на претседателот Ѓорѓе Иванов на 56 лица кои беа осомничени од специјалното јавно обвинителство. Протестите започнаа тензично. Настрада и канцеларијата на Иванов на рекорд. Но протестите укажа и на други проблеми во државата, а нивното најмокно оружје подоцна стана бојата, откаде го добија името шарена револуција. Како на еден од главните фактори за враќање на правдата во Македонија, се гледаше на работата на специјалното јавно обвинителство во текот на целата 2016. Тоа отвори низа процеси за злоупотребите на дел од власт. Годината ќе остане запаметена и по катастрофалната поплава во Скопско, која однесе десетици животи, но и по затварањето на јужната граница забрана од мигранти. Демонстрантите секогаш тргнуваа од седиштето на специјалното јавно обвинителство, кое освен што ја смени локацијата, сработе доста. Сена се 9 истраги и 2 обвиненија. Истрагите сите на почетната буква Т, а обвиненијата можеби беа без име, но завршија на суд. Јанева, како и на почетокот, така и на последната пресконференција, непоколеблива дека правдата ќе победи. Јавно кажувам дека никој нема да ме обесхрабри, ниту може да влие врз исполнување на оваа задача што вие граѓаните ми ја дадовте. За прв пат во суд беше принуден да се појави и поранишниот премиер Груевски, кој е еден од обвинетите од специјалното јавно обвинителство, што беше незамисливо пред формирањето на оваа институција. Македонија, освен на политички план, се соочи со уште поголем предизвик – поплавите, поради кои беа загубени и човечки животи. 23 точно на број. Најпогодени беа Стајковци, Рачиново и Смилковци. Ке преживееме како така. Меѓутоа, ненадокнадливо е тоа човечките жртви. Во страх за својот живот во Македонија завршија и голем број на мигранти, бегајќи од војната во нивните земји. За прв пат Македонија се соочи со мигрантска криза и беше принудена да ја затвори границата. Со цел да се пропуштаат само бегалците за кои беше дозволено и нашиот јужен сосед тогаш се најде во небрано. За некои од нив кои успеа да влезат на наша територија, но не и да продолжат понатаму, Македонија се уште е нивен дом, а неизвестноста за нивниот живот продолжува, како и неизвестноста за земјава и во наредната година. Толку во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз најзначајните настани и појави кои ја одбележаа 2016 година во Македонија. 2016 меѓу другото донесе жестоки борби во Сирија и во Ирак, обид за државен удар во Турција, референдум за излез на Велика Британија од Европската Унија, како и неочекувана победа на Доналд Трамп на претседателските избори во Соединетите држави.
Во марка и домени на македонско-грчката граница стотици бегалци и мигранти преку илегални патишта се обидуваат да ја избегнат оградата. На 9 март Македонија целосно затвори границата за сите мигранти. Со тоа беше стопирана рутата преку која над 1 милион мигранти влегоа во Европа. Во март дојде и до бомбашки напади на аеродромот и во метрото во Брисел, при што загинаа 35 луѓе. Одговорноста ја презедоа милитантите на Исламската држава. Ден потоа бе одржани комеморации во центарот на Брисел, град кој е седиште на Европската унија и на НАТО. Кон средината на 2016 дојде до неочекуван развој на настаните во Европската унија, референдумското изјаснување на британците за излез од унијата. Во Турција пак неуспешен обид за државен удар кој властите го искористија за натамошно кратење на човековите права во таа земја. На 23 јуни, во Чекор, без преседан за една членка на Европската унија, мнозинството британски гласачи се изјаснија за излегување на нивната земја од унијата. Предводникот на Унија што беа за Брекзит, Најджел Фараш, изјави: "Си ја вративме нашата земја назад. Ова е за прв пат една членка да побара излегување од унијата." Потегот доведе до оставка на премиерот Дејвид Камерон. Ноќта меѓу 15 и 16 јуни турски војници ги блокираа мостовите на Босфор во Истанбул во обидот за воен удар. Експлозии и пукања се слушаа во Анкара. Тогаш загинаа над 290 луѓе, додека 1400 беа ранети. Председателот Реджеп Тајип Ердоган се појави на телевизија за да ја каже на јавноста дека тај останува на власт. Веднаш следе апсења на голем број луѓе, а за обидот за државен удар Ердоган ги посочи следбениците на турскиот свештеник кој живее во Соединетите држави Фетула Гюлен. Во август силен земјотрес го зафати централниот дел на Италија, при што загинаа скоро 300 луѓе. Земјотресот предизвика сериозни оштетувања во голем број села и градови. Најмногу беа погодени Аматриче, Поста и Аргата дел Тронто. По главниот земјотрес имаше уште 60 на други. Кон крајот на годинава, главно вниманието на светската јавност беше свртено кон победата на Доналд Трамп за американски председател. Разорувањата во Алепо, каде што сириските режимски сили беа во офанзива против бунтовниците, а меѓународната заедница не најде навремен одговор за хуманитарната катастрофа. Спасувачки екипи излекоа неколку малечки деца под урнатините во Алепо, Сирија, откако една зграда беше погодена во воздушните бомбардирања. Аматерско видео покажува потресено дете кој седи во амбулантна кола, во прав и облеано во крв. Алепо беше цел на голема офанзива на сириската војска, помогната од Русија, бидејќи тоа беше главното упориште на сириските бунтовници. Во изненадувачка победа, бизнисменот и републикански кандидат Доналд Трамп беше избран за нов американски председател. Тој ја порази демократската кандидатка Хилари Клинтон, која иако доби повеќе така наречени директни гласови, не успеа да обезбеди доволно гласови за изборниот колеж кој всушност го избира председателот. Изборот на Трамп предизвика протести во многу американски градови. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor На 25 ноември почина лидерот на кубанската револуција и поранешен председател на Куба, Фидел Кастро. Тој ја водеше Куба скоро 5 децении пред да му ја предаде власта на неговиот помал брат Раул. Погребот на Фидел Кастро се одржа неколку денови по неговата смрт. Тоа беа некои од позначајните настани во светот кои ја одбележаа годинава што изминува.
Да се надеваме дека наредната 2017 година ќе донесе многу поубави работи и слики од светот во однос на оние помалку убавите. До гледање.